Одеме понатаму со емисијава, почитувани гледачи, како што најавив, наш гостин во денешнава емисија е Илија Даов, првиот човек на Сдруженијето на граѓани Сурија Сонце. Зошто е гостин? Заради тоа што имаме повод. А поводот е утрешниот светски ден на јогата. Најпрви, добар ден, добре дојдовте во нашето студио, по кој знае кој пат. Добро ве најдов, добар ден и на ценетите гледачи на Канал Вис. Така. Утре е светскиот ден на јогата. Зошто токму 365 денови во годината е токму утре? Интересно и на место прашање. Добро. Малку приказна пред конечниот одговор. Староиндиската вештина, наречена јога, која е физичка, ментална, но и практики со дишење, значи мултидисциплина се смета, има големи придобивки за човечкото тело. Нивниот амбасадор, индискиот амбасадор во тоа време пред 7-8 години, кој е во Обединетите нации, во соработка со Светската здравствена организација, тој приложува факти, а Светската здравствена организација овозможува да се проверат бенефитите од вежбите по светските универзитети. И нормално секој бара нови испитувања и нови возможности до каде е можноста на човечкото тело, соодветно на тоа и придобивките. И тоа е процес кој трае, испитувањата се околу 2 години, но уште пред да дојдат резултатите, издействува 2013 година е прогласена од Обединетите нации како година на јогата. Така. Значи тогаш почнуваат тие испитувања. Додека да завршат испитувањата на крајот на декември 2014 година, веќе имат резултати и на една од нивните конференции на Обединетите нации со акламација, тоа е едногласно, сите членови го поддржуваат прогласувањето на денот на јогата поради придобивките за целокупното здравјето на целокупното човештво. А зошто е баш 21 јуни? Па тоа е летната равнодневница. Да. Што е тоа битно за јогата? И сега се поставува прашање зошто не зимската равнодневница, туку летната равнодневница? Да. Затоа што сонцето е живот. Така е. Ако нема сончеви зраци, нема фотосинтеза, нема меланин, немаме заштита и така натаму, нема храна, нема растени и значи многу е битна летната равнодневница. Така. Интересно и не случајно вашето здружение се вика Сурија Сонце. Ни случајно нема ништо случајно. Нема ништо случајно, добро. Чинам дека и минатата година разговаравме на таа тема токму по тој повод, но не е важно. Да. Не е важно. Се поставува прашањето како вашето здружение ќе го одбележи овој светски ден на јогата. Во текот на јуни, јас сум бидејќи член на Светската јога алијанса, имено една од причините за која што бев ова зима во Индија е и тоа да ме рангираат во Светската јога алијанса, бидејќи моите европски сертификати. Европската јога асоцијација се уште не е член на Светската јога асоцијација. Да? Да. И јас малку брзам и сега сум веќе рангиран на во Светската јога алијанса. Во текот на целиот јуни се одржуваат прослави по повод Светскиот ден на јогата. Например, во Малезија е веќе одржан. Во Париз е веќе одржан. Има многу активен Јога Шивананда ашрам се вика тоа. Ашрам во превод, во слободен превод е како манастир, но не за верски обреди. Добро.
Како вие, прашањето беше? Да. Од неколку категории имаме 4 степени во нашето практикување. Од сите групи ќе имаме заеднички час денес во 19 часот и 30 минути во спортската сала во Средното општинско училиште Димитар Влахов, општо познато како Земјоделско. Така. Воедно, можам тоа и на крајот на емисијата да го кажам, часот е јавен. Значи не само за членовите. Спортската сала има трибини. На трибините ќе бидат поканети, веќе се поканети спортската јавност на Струмица. Зошто? Ќе кажам сега во продолжение. Спортските работници од општина Струмица, не знам колку има слободно време, го поканивме и градоначалникот, бидејќи тој е медицинско лице. Многу е тесна линијата на јога практикувањата и на медицината. Така. И токму заради тоа, сметам дека доколку има време би сакал да дојде на еден јавен час. Тоа трае околу 70 минути, можеби 75, додека нели таму го воспоставиме распоредот. Исто така може да бидат присутни љубители или добра можност да ги поканиме сите оние ги покануваме сите оние. Трибините имат место за околу 400 седишта. И дури некој, да кажеме, што немал време да се едуцира или да види што е тоа јога, му даваме сега една прилика, една шанса да видат дека тоа не е ни малку напорно, не е опасно да не се повредиш или така нешто, а бенефитите од тоа се веќе докажани. Така. Добро, во секој случај на достоен начин ќе го одбележите овој ден, нели? Да, меѓу другото поканета е и вашата телевизија, новинари од дневните редакции на Струмица ДНС и така натаму. Не се важни имињата, добро. Во секој случај сите новинари се поканати за да го одбележат овој ден и денот на одбележување, начинот на кој вие го одбележувате овој ден, велите се одбележува во разни земји и порано, подоцна и на самиот ден, но не е важно, важно е дека 21 јуни е светски ден на јогата. Но она што ме интригира е, според ова што го кажавте, зошто толку доцна Обединетите нации донесоа 2013, велите, тоа е пред 6 години, да биде тоа светски ден на јогата, кога знаеме дека јогата е така древна, има древно минато, нели? Дали се уште, а велите од друга страна Европската јога федерација или што е конфедерација, не е член на светската, дали се уште постојат сомнежи околу јогата? Да. Поради рангирање на веќе сертифицирани инструктори, тренери по јога, пред 2 години е формирана Светската јога алијанса. Затоа што на секој континент си има соодветна федерација или сојуз и тие досега функционира одделно. Со овој потек, со овој чекор, сега во Светската јога алијанса постепено се вклучуваат, но тоа е еден административен бавен процес, поднесување документи, CV на соодветната асоциација и така натаму. Знаете веќе како тоа оди. Значи нема сомнеж во тоа, ами од една практична причина што сега светот е еден голем глобален заеднички дом, затоа што не само мои пријатели, јогисти тренери од Калифорнија, од Даблин, од Маурициус, од Еквадор, од секаде. Така. Значи сега он аплицира некаде и ќе го викнат да држи часови во Австралија. Со Светската јога алијанса, тие имаат увид на кој степен е, колку наставни часови има соодветниот што аплицира. Добро. Интересно е тоа. Она што ме интересира, утре почнува летото, утре нели светски ден на јогата и следува период во кој луѓето одат на годишни одмори, малку и во сите дејности
нештата се подзабавени или се чека есента за нови почетоци? Како е со вашето здружение? Што ќе се случува во текот на летниот период? Во текот на летниот период имаме не толку многу активности, но пред тоа сакам да ги запознам гледачите кои пропуштиле некои од поранешните емисии. Да, не сите не гледале, Да. сигурно. Да кажем само неколку збора за придобивките на јогата за човечкото тело. Иако кој се користи со интернет, има тука многу, да не кажам безброј податоци за тоа. Колку се Но, сите тие релевантни податоци? Од интернетот знае ако се да се отстрани лево или десно и така ако натаму. се од Европската јога асоциација, ако се од Америчката јога асоциација, сега тек почнува да пласира податоци Светската јога алијанса. Тие се уште нова, млада, со 2 години искуство, се уште постираат разни бенефити. Значи, ако се од тие звучни имиња, Тогаш сето тоа е. тогаш сето тоа е релевантно. Зборот беше дека не мора со јогата ние да постанеме акробати. Затоа што има некои захтевни, за напредните практиканти има захтевни асани, вежбите кои ги работиме се поврзани со начин на дишење и се викат асани, и тие асани можеш да ги работиш само после неколку годишна подготовка. Не може одеднаш. Не може одеднаш, телото не е доволно еластично, но и за само обичните јога практиканти главен бенефит е усукување на телото станува поеластично, истегнување, рбетот, што е многу важно. Дури и пред 2000 години Аристотел и другите кои се бавеле, меѓу другото и со медицина, има нагласено на неколку места. Рбетот треба да биде подвижен. Не можеме ние со еднолични движења професионални и да си направиме проблем или калцифицирање на некој од пршлените. Тогаш е тоа страшно и можеби поправливо само оперативно. Но, за да не дојде до тоа, најдобро е превентивно да се почне со вежбање. Главниот бенефит е придвижување на телесната енергија, која за нас е невидлива, иако веќе има модерната физика, има апарати за мерење на телесната енергија, придвижување на меѓуклеточната течност, таму се наоѓа многу отпад од хранењето на клетките. Луѓето кои се во медицинската струка и кои добро разбират физиологија, знаат за што зборувам. Со придвижување на меѓуклеточната течност се насочува токсините и целата течност кон лимфните канали, а понатаму кон лимфните јазли и понатаму кон системот за филтрирање. Значи правиме своевидна детоксификација која во обични прилики не може да се направи. Значи на секој час ние се детоксифицираме. Колку и да се трудите вие да се храните здраво, имаме пестициди, имаме разни други токсини, конзерванси и така натаму и така натаму. И сето тоа мораме ние да го отстраниме од нашето тело. И само малку, да завршувам со ова, нашето здружение Јога Сурја Сонце Струмица има мисија. А мисијата е? А мисијата е да се зачува здравствената состојба, прво на тие што разбрале, значи на нашите практиканти, а понатаму и како се шири свеста или како се шират сознанијата и сите што имат контакт со јогата, а понатаму и на останатите луѓе. На начин што работиме тие движења или асани, кои се селектирани, грижливо одбрани, научно филтрирани и сето тоа резултира со подобро здравје. Интересно е тоа. Пред да ми одговорите повторно на прашањето што ќе се случува во летниот период, сепак ми дојде на ум, бидејќи нели јогата
помага и здравствено, освен што помага и ментално, нели? Тоа е дисциплина, ако можем да ја наречем, може? Мултидисциплинарна, не знам, категорија некако, не знам. За сите од 7 до 77 години, но вие велите дека е и надвор од тие граници, бидејќи пред да влеземе во студиото, многу сте професионален во таа работа. Спомнавте дека дел од вашето здружение е една жена која има над 80 години и дека се пофалила дека сега се чувствува за 10 години помлада. Мојата ценета практикантка, нема да зборувам имиња, има во овој момент 78 години. Имам неколку со 75, 72, 70 години. А најмладиот? Или најмладата? Најмладата 7 години. Браво. Значи од 7 до 77 години. Но зборот ми беше дека никој не доаѓа, затоа викам јас, свеста се уште не е на тоа ниво, јас сега превентивно ќе одам. Сите доаѓаат со некои проблеми. Рбетни, сколиози. Да, и да кажеме, медицината, ова конвенционалната медицина, јас многу ја почитувам, а особено совесните доктори кои на одредени пациенти заради одреден проблем или диагноза им посочуваат одете на јога. Тоа кажува дека тие доктори, освен диапазонот, медицината е многу широк диапазон, значи тие допираат и до контактите со аюрведата е староиндиска медицина, значи тука нема резка граница, тоа се прелева и во аюрведата има многу, освен соодветна терапија, и посочуваат и соодветни вежби. Меѓу другото, сега престојуваат летниот период, во кој последните часови од мај и јуни ни се за тонирање на телото, бидејќи треба да одиме на плажа, телото треба да изгледа добро и така натаму. Значи, освен тоа што се грижиме за здравието, се грижиме и за надворешниот изглед. Така. Но ќе се случи нешто многу важно, а тоа е кон крајот на јули, почетокот на август и некакво стручно предавање. Што е тоа? Да. Последната сабота од јули и првите 2 саботи во август ќе имаме меѓународен семинар овде во Струмица со 2 предавачи. Едниот е од Швајцарија. Предавањето ќе биде на македонски, затоа што тој е светски познат јогист по раџа јога, тоа е кралската јога, која се работи повеќе ментално и со пранајамски техники, техники на дишење, а физичкиот дел, асаните и повторна пранајама ќе ги одржувам јас. Добро. Дали е тоа само за вашите членови или за сите заинтересирани? Тоа ќе биде објавено и е за секој што мисли дека тоа ќе биде интересно за него. Семинарите се замислени да бидат еднодневни, 5 часа со 2 паузи, едната кафе пауза или чај, поточно пиеме ние чај од ѓумбир и од лимон. И другата пауза е за ручек. Ручекот е секако одбран, јогиски. Тоа нека бидам и предизвик малку да видите како ние се храниме, иако јас не правам разлика, јас понекогаш јадам и во ресторан, иако бирам што да биде. Другиот предавач, светскиот познат, е Марчин Гил, потекнува од Струмица и затоа предавањата ќе бидат на струмички, на македонски. Значи, тоа е добра можност тој предавач во тој период да дојде да не биде гостин, па веќе ни се договорени, да не разговараме постојано со Илија Даов. Така. Добра. Датите не се веќе утврдени. Добра шанса е тоа. Ќе ја објавам и неговата страна, неговиот сајт, во кој можете да ја разгледате неговата новоиздадена книга. Инаку во текот на јули за моите практиканти кои нема да патуват и ќе бидат овде, вторник и четврток ќе имаме пак
летна шема на часови, но само во тие 2 дена. Така. И мораме да завршиме, бидејќи времето предвидено за овој разговор истекува. Што од септември повторно почнувате, нели? Од септември почнуваме. И каков е интересот за јогата? Расте ли? Во благо покачување, мене ми е многу драго, бидејќи после секој час многу ми значи насмевката од моите практиканти. Тоа е доволен доказ дека тие се чувствуваат добро. Така. Би сакал понекогаш, барем некогаш, еднаш да направите еден разговор со нив, како тие се чувствуваат и што осеќат, кои придобивки, бенефити ги имат од вежбањето јога. Иако во благо покачување, мене ми е жал за сите останати кои бавно доаѓаат информациите до нив, затоа што го почитувам секој облик на физичка активност. Но јас тежнеам кон јогата и би сакал да го пренесам тоа и на повеќе луѓе на кои тоа им е потребно. Така. Добро, вашите членови нека работат на тоа, нека ја шират таа магија на јогата меѓу народот, бидејќи, како што веќе констатиравме, јогата е мощна полезна и за телото и за духот. Јас ви благодарам за разговорот, ви посакувам успешно одбележување на Светскиот ден на јогата и се надевам дека ќе се видиме крајот на јули или почетокот на август заедно со вашиот предавач. Секако, ви благодарам на поканата. Тука е крајот на емисијава, почитувани гледачи, се разделуваме со вас со песната на денот која вие избравте со вашите гласови. Тоа е песната Маска од насмевка во исполнение на Александар Тарабунов. Се гледаме утре во 10 часот, до тогаш довидување.